сакаш ти моите сни? Што бараш тука? Кажи ми, зашто по толку години? Живе живот одличен, дедур беше, се ти оставила за мене. Ако ме сакаш, зашто иде? Остави изгубен сам, потребна ми беше и система. Како е за моја си знам, срцево и душата ги зема. Писмо не потроши ни здив, причина ни збор зашто си одиш ти. Што бараш пак во моите сни? Имаш еден рап во песната, него мислам дека го памтам. Пробав од тебе да се скрија и сите мои чувства пробав да ги маскирам. Време лечи се, ќе си кажем пред да спијам, барајќи спас во сонот, барајќи ќар во зија. Сеќавам за прв пат ми заигра во сршта, пузот ми се засили, а ми замрзна крвта. Колко од врв на планина да паѓаш, немаш дивно жици како ветерот во сага и не знаеш за тага. Се дурите снема, веројатно во љубовта од Бога не се бега, ме остави да тонам бескрајно во бездна. Не се во облаци и од земја ме треска. Не можем да се свестам, а ти не си ни свестна. Што се помина под како ја во очи веста, се чувствувам ко војник, од тугенот честа, од тугенот себе си измачувам из преста. Ме остави изгубен и сам, потребна ми беше и система. Како е сам моја си знам, и срцево и душата ги зема. Писмо не потроши ни здив, причина ни збор зашто си одиш ти. Што бараш пак во моите сни? Од кога немам песна да запеано, човече, имам. Ова е то. Не ми текнуваше втората строфа, ми од режија ги израдав. Ама рапо ми дојде некако, го имам запамтено, тоа беше можда еден од првите пати кога што пробав да вметнам нешто. Од тоа што сакав да вметнам. Ти знаеш, цел живот си ти си пејач, ти треба да пееш. И во границите те клават, во маргините, тоа си, ако е надвор од тоа, сега што се замесваш ти. И денешно време пак можеш да смешеш. Пред 10 години уште беше она, ако си рапер, ако си пејач, ни подразно рапер, ти пееш ти, зашто немој, молим те, разбира. Така. Ако сакам ќе клам, што сакам во песна, разбира. Истото и со случајот мој со битбоксот. Јас долго време како битбоксер што ме знаеа, јас испаја не смеев друго ништо да гибнам, знаеш, јас пак и одев и со тој мајндсет, со тој мисловен склоп да речам, да ги чиста почит кон диџеите, да не гибам во диџејството, ради шо одма ќе речат, сега ти битбоксер си, шо гибаш таму, шо не ти е местото. Ето, да ти е местото, не знам кој го одредва, ама благодарение на осетот што го имам и да речам и некој искуство во продукција колку толку, а и со некоја основна музичка едукација што имам неформална да речам, ми поможи многу лесно да можам со диџејинг да отерам нешто, не мора да ги гњавам тие што се сертифицирани диџеи, да мора да очекувам кога се тие комотни за соработка и сето тоа. Така да, ама не, паметно брат, јас на пример од никогаш не сум, мислам, од секогаш постоеле тие демек, сега ти ова го правиш или ова го правиш, нек мора едно да правиш, не смеш друго кој јас со музиката и со видеата сега. Ако е сетото поврзано, нема врска. И јас од никогаш не сум се, од секогаш сум сакал да го правам нешто, од секогаш сум планирал да го правам. Ако имало луѓе демек, немој сега зошто рапуваш, ама ти треба да пееш, ти немој да снимаш сега, ти си пејач, треба пееш. Морај што сакаш треба правиш.
Ако ти е убаво во моментот, ти треба ова да го правиш. Си го правиш. Особено ако ти оди. Баш. И многу ми беше, ме нервираа такви луѓе, ги има многу кај нас и во професионалците, што демека, ама зошто да мешаш стилот и така сакам јас. Така ти треба твојата песна треба тебе да те отсликва. Јас сакам вака да ме отсликва. Дали е правилно или не е битно. Јас така се осеќам на момент. Пред се да биде нештото што го правиш да ги исполнува стандардите на точно, тоест да го правиш прецизно нешто. Така. Оти ги има многу со желба што сакат да прават нешто, ама кога ќе видиш не му оди, кој имаше еден тон и сами го знаеш на аудициите и на идол и на сето. Тие едноставно сакат да опрат нешто, ама ете, нажалост немаат дарба за тоа или не си се слушат самите кога го прават. Ти на аудициите, да видиш во инбокс колку има такви. Кој стигна, пошто луѓето имаат желба се. Нормално дека не можеш да знаеш самиот дали те бива, дур не ти кажи некој се. Тоа е во ред, знаеш, треба да пуштиш кај некој да преслушаме. Има некои што се убедени дека ги бива и што упорно пуштат видеа, снимки, слики, ово, она да ме прати, леле, колку јако, сподели ме. Бе, брат, не киш да те споделам. Ме сваѓаш, мислам, знам дека сакаш, ама треба да седни и јас обично гледам да сум искрен. Сега не секогаш се малтретирам, ама некогаш гледам да сум искрен за да му кажам јас, макар и да ме мрази после тој човек, ама да му кажам кај стои. Оти на пример имаше дете што ми пушташе снимки од гитари кај што свири на мои песни, што немаше благе везе со песната. Значи песната врти позадина, тој свири нешто сосем трето. И јас му кажвав. И тој ми пушташе упорно како ти се бендисва, брат, треба работиш, ова не ти е точно вака и вака и вака. Културно фино све. Го слушнав пред месец дена или поќе може да има, кладе стори и ми пушти снимка или не знам шо. Свиреше соло на некој од моите песни, го искина, брат. Значи гитарата ја искина од свирење. Си викам, ако го лажиш, никош нема до овде да стигне. Ќе мисли дека знае и ќе трза грешно на акордите. Дури не ми е верно како можеше да не ги слуша акордите до толку и сега да ми свири со лажа некоја што е кнап точна, разбираш? И многу ме израдва, онака позитивно ме расположи скроз кога слушам. Истина, радост голема кога виш некој што на почеток мислиш дека леле овој колку работа има во овај човек, то чудено и на крај кога ќе стигне од нигде човекот си го фатил патот. Ама пред се благодарение на освестувачки муабети, не да го тапкаш. Скроз и дури предавав исто по школите, тоа беше муабето, имаше луѓе што се лутат, родители што се лутат. Му кажваш и вика го собира син му, ајде сине пред мене, не знам да ти го ценат талентот овде. Другар, сигурно нема да земам сега на син ти што е 8 години, а му речам не знаеш да пееш, ти не ќам да имам конкуренција понатаму. Глупо е, разбираш. И то го тргаш на страна да му објасниш, знаеш, детето вака и вака, ама може да иди, пошто има некои работи што музиката ги развива, значи умствено те развива многу поинаку, значи треба да иди групни часови инструменти што и да е, нешто моторички ќе научи, пошто е очигледно можно е. Има луѓе се лутат, има некои што го прифаќаат и после тоа стварно можат да свират инструменти и тоа е така треба да биде уствари. И секој треба да си го прави мерако, што му е мерак да си го прави. Сега ако те бива, прави го професионално, ако не те бива толку многу, го гледаш дека ова она, прави си го приватно за кеф, разбираш. И да имате осет во мерако што го имате, да биде пак осет во мерако, мерако што ти да е во кој во осет во мерако да кореспондира со точност на нешто, да не биде скроз заминато лево-десно. Имаше еден муавет од еден стар музичар битолски, пријател на татко ми, кој свиреле на времето. Сега е починат, беше му велел на татко ми. Абе ти си го право за тебе, јас сум го право за мене. Значи ти си точен за тебе, јас сум точен за мене. Тебе може и не ти, точно, мене точно ми. Тоа е муавето ствари. Туку друго ќе те прашва бе човек, ти те гледам караокиња правиш последно. Виде? Абе седи упатен сум јас по сториња таму. Дека е мој концептот, тој е ствари на локалот кај што се дешава караокето во Гарсон бар. Голем поздрав до дечките. Полем поздрав. Полем поздрав. Ама видов дека концептот е многу интересен. Да.
Што порано некако ни звучеше кога прошетавме внтаму, гледаме караоке, караоке глупости. Да бе, да. Гледам уствари колку луѓето му е Кефој се. интересно, зашто на караоке идат и возрастни дури, си викам, нам помалите му е интересно. Кога вие возрастни си караоке глупо, не вече. Караоке да ти било за сва времена и за секоја возраст. За секоја доба. Точно. Нема караоке правилната работа, скроз правиш караоке, микрофонот го мафташ ти 2 збора, некој 10 збора, некој 20, раат глада, ни мора да пееш ни ништо. Што музичиња ти барат, брат, ти ги нарачват ти или ти што ќе му пуштиш, кој знае. Концептот е на тетрадка со стило, тоест по македонски пенкало, стило битолски. Со стило пенкало. Со стенкало. И со стило да си напишат песна што сакат да ја пеат и сега се практикува една после друга да ги пишат, ама некој сака, пример, празен е листот, сака на 9-то место да си ја пее песната и си се пиши на 9-то, нагоре празно, надолу празно и се измеѓу си се пополнува. Да, демек дај да не сум прв на 9-то место. Да, демек да се напијаме на 2 и сите после него пишат. Да. И тој прв почнува. И на почеток има доста вечери такви, кај што, пример, од прилика 10 почува журката, а вие уште се срамат, не можат да се опуштат да пишат ова. Не се расположени. Некогаш нема ни 10 песни на почеток кој почи и треба во меѓувреме аз да пополнувам. Некој да оскрши мразот. Скроз. Но после кој ќе залетат после 11,5 онаму, веќе 4-5 страници се пополнати со песни, а нема време. Нема батина, вие тука да се напиете вие. Така мислите вие. Не пиеме ние. Така. Ти имам свирено, ти имам и тебе и мене ти имам свирено. Врска да нема момент. Ама најчесто песните што ги порачват, голем дел од нив, пример 70% се македонски. Да? Македонски. Каролина Гочева, од Калиопи, од Ареја. Браво. Такви некои песни. Тоа ќе те праша, рапој порачват македонски некој? Да, многу ретко Страйк знат да порачат, ама најчесто тие што се покомерцијалните, да речем, Врчак и Сладкар. Да бе, да. Поп Перо ти ја има манато некој? Поп Перо, од која беше исто со ДНК, Врчак и ДНК, полна месечина, таја, ти со 2 дечина. Одма преработка го правиме. Од Сладкар FM. Браво. Олабави ме, такви некои. Од Тонизем, спушти се доле со Сладкар. Не знам. Сите. Скандал исто така. Имаше песни тогаш, брат, и треба се беа, и ние ги свириме на свирки реално. Туку дај што да маниме нешто такво, да не види само од моите дека свириме. Од таквите? Нешто од тие на времето песните што се. Забава до безсвест. Сакаш? Не знам дали знам да свирам, чеки. Така. Секој ден е петок, јас сум во гарсон. Петок живо пиле нема в град, се гледа па Джонсон. Прибидејќи цел град е кај мене дома, јас правам жур, нема бурум, забава дуга до максимум. Не сме дали ке не собере. Ние се чувствуваме нешто. Такви не сакаме. Преку ден, цела нот, геджан, джез, забава до безсвест. Преку ден, цела нот,
баш како беше. Нема везе како беше, ние ќе ја измислиме. Многу лабаво, тука ние си се чувствуваме. Се чувствуваме Преку ден, цела нощ, луѓето Лабава до безсвест преку ден цела нощ луѓето Прати сега. Опни кратко сукниче, но девојче, нахни тесно блузиче, голо стомаче, да ти видам пупаче, бело кожиче, а по-тесно блузиче, нито прслуче. О, ме врти колено, но кнаке е влажно, доумерено. Ай, не видиш шекерче, па и брат ми завърне, чадър имаме. ABC, GBT, ABC заедно говори. ABC. Во, целазбучна мамана. Толку поздравување во Да. од таа минутажа се нема десено нигде на светот, па дури ни во Шпанија. Па дури ни овде, ко сме кај веќе кај минутажата, колко сме кај веќе кај. Дај да маним уште на песна и да бегаме да ни викат. Жените ќе не карат. Не, мислам, нас не карат жените. Не, ништо, бе си избораме онака. Чисто информативно. Арни ми сте? Јас се поднавикнав. Пресен ми е дечкото, малце ме свеđаш да не Пресен плавам. тазе, дирек еве жештину уште испарвам. Изван дирек одревна. Древно. Fresh out the oven. Да чади. Да чади. На А кај што чади, таму се јади. Што ќе свириме се. Исто од подзабораните Викторови песни, ама од други албум. Или некоја што ти е мерак, а што не ти јазнат, што не доби толкава популарност, да речем. О, има такви Од ти. многу, брат. Знаеш што беше муабетот, уствари, јас дур творев по редовно, да речем. Никогаш не посветва внимание на промоција, што уствари е главниот, клучниот дел, да речем. Точно, маркетинг и дами и промоција. господа, во право е човеков, Завршва в песната. јас со него бев во неговото патешествие. Знам колку човекот твореше, а колку назадуваше промоцијата Му беше за гајле сето. за промоција. Ако ти не слуша, ако не ти не слуша, тери. Не, ама брат, значи ќе изваев песната, пошто сам све правиш, знаеш, музики, ова, па видеа, па не знам што. И на крајот ти иди довде, или ако не правиш видео, небитно. И иди момент, ја промовираш песната, ја пушташ кај што треба да ја пуштиш таму по радија, по апона. И толку, јас не сум од типој на луѓе да идам да се молам, еј, ќе платам или нешто да се промовира. Бујрумбата е како ти чини, арно ако не, обично не му чини луѓето, сакат да си направат по некој динар, што е нормално. Инстаграм ти вели плати си да те промовирам, Јутуб ти вели плати си да те промовирам, ти си вели шо ќе ви плаќам вас, дај ќе си купам микрофон или нешто, разбираш. Така. И не плаќаш и тоа е муабето. Има луѓе што си имат маркетинг агенција ќе си плати или менаџер и тој ќе плати ваму, па после тој ќе плати на YouTube адвертайзинг, па тој ќе плати на не знам каде и си прати си да врти парата. Сега кај нас малце тоа пошто не си сплаќа, ти си велиш ај шо ќе плаќам, дај. И затоа па сега па имаме платформа овде кај што можеме да се користиме и да не плаќаме и да си се само промовираме себе си. Точно така. Затоа сме тука денес, да не мислите Сам за со лабаво себе да сум. нешто. Не бе така чисто. Да. Не, Ова можеме најлабаво што може. Уште да. Што немаме направено од тие таквите песни, бе, имав една што не ми е до песна, што се викаше, што ми е уба мене, ама е така многу... Интересен испото и сечоци од Да, патувањето да. тога. Да ти кажам, последно само и сечоци од патувања прам, друга некоја да Знам ме... раперска. Да. Да, многу е крута таја. Таа од тешките, таа Од тешките, да. уличните, кај што студи, кај што Да, е кај што ноември на кај графити. декември, уште Сиво, Морене, све Морене на кај сиво. јануар, на кај февруар. Јануар, февруар.
И то битолска зима. Да, битолска студена. Битолска зима, камен ладно. Минус 5. Минус 50 ма дека. Од недела до четврток навечер пиле не пи. Камен ладно и гледаш само улични кучиња, чат пат некој застанат пита, некој пита со јаболка. Некој со пица. Знаеш што викам да направиме? Да си направиме една битолска уба песна една. Браче, чубо го рече ова. Еден тон. Значи како ме викат на Бајро, бонтон. Бонтон? Значи трчаш по улица и децата бонтон. Те го бонтоно кој го бараш. Може и не знаат ни дека Виктор се викам полојната, ама бонтон го знаат. Апостоловски. Ако имам деца, си крстам Бон и Тон. Бонтон! Бонтон! Елајте ваму! Да излегват децата. Елајте ваму, шо ви реков јас кама. Немој така, немој. Немој ке те пријава. Да, за наследство. Може да речиме неа? Че да видиме дали ќе ми текни за ова. Доаѓам од Бајро, каде никој не го виде лајро, каде не постои млекот ни чајот, и тежината не постои млекот ни чајот, каде не помага бе Виктор, многу брзински ми влезе. Че уште еднаш ќе му влезе. Саш побавно ќе направиме беше. Че ја видиме дали ќе ми оди. Бонтон, 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 абе шо побавно, не оди побавно. Доаѓам од Бајро, каде никој не го виде лајрот, каде не помага ни лекот ни чајот, тежината на живот нема фајрот, тука не знаат да возат само газат. Се најпозната е Амза, дури раперите кукаат за асфалт. Тука се живее на калдрама и кал брат, безличнема назад. Пази тука и цеканите се пазат, не верувај на се што ќе ти кажат, тука најдобро крадат и лажат. Пойма немам шо вика тука, ама одиме, бонтон, 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 опа, бонтон, бонтон, може би немаме ни сон, ни аеродром, ни авион, но секој има еден сон, да живее во својот дом, и тоа мојот роден крај изумира, каде ли ни одат децата, барајќи добра екзистенција. Веќе ништо не е исто, ништо не е убаво и чисто, каква е таква ја сакаме, секогаш пак и се враќаме. Тука ни е корено, тука не влечи, тука сонцето поинаку печи, јазик поврз од сабјата сечи, секој тука стално ги почитувај старите, стално ги заклучувај стварите, ако борчиш врати ги парите, да не ти ги викнам другарите, тука се зелени дури и старите, тука е пелисте рајчкен барите, видите военен тон, во битола малку на битолски бонтон. Бонтон, 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 бонтон. Може би немаме ни сон, ни аеродром, ни авион, но секој има еден сон, да живее во својот дом. Може би немаме ни сон, ни аеродром, ни авион, немој да идем до... Како беше? Чекај. Може би немаме ни сон, ни аеродром, ни авион. И се што му вика? Нешто како беше со битолски бонтон, требаше да слуши. Немој да глубиш. Јасно? Нема да не добиеш. Ќе ти го рече Виктор Бонтон, требаше да го речи. Ме сваќаш? Ама го заборај текстот малце. Така е. Ја слушните дома. Така е. Ај, зубозарно. Ајде батуле да се поздравиме. Се немаме поздравено цела емисија. Цела емисија, така рацете или овде или крс раце или по џепи. Ако шо. Да, на Било ми е што се поздравивме. Било ми е што ти дојдов на емисија. Пак да се поздравиме. Ајде, уште. Кога и да можеш, кога и да сакаш, ние ќе се поздравиме. Поздрав да немаш гајде. Топли сомуни, така? Точно така. Одлично. И онака. И сега ние како
како многу бистри деца. Сакаме да се одјавиме ако можи. Малце со трема. Добре, фала што ни дојдовте. Фала Виктор што ме покани. Сакам да ги поздравам мајка ми, татко ми и брат ми и сите што ме гледате. И Чекај малце душо, чекај што ти се случува? не требаше вака јас да. Не требаше да дојдам. Не треба има песна. Не сум спремен на станичка ако може други час. Јако. Еј, фала што ми дојде Ватуле. Кога да треба идам пак. Ќе не избркат, да. Добро, тука сме ние. Со мајсторите сме тука, не е страшно. Дечки, фала ви вас што ни дојдовте. Фала ни до цела дојдите. режија. Така, и до сите што му Сите зажежија. дојден, најкасно дојден и 15. Така. Фала ви на вниманието на сниманокото и чао. Да ни дојдите наредна недела пак во 18 часот. 18 нека ми 18, рачунајте 18 без 5 бидете тука и шкрап емисијата. Се надам дека ви беше лабаво и се гледаме наредна недела. Поздрав!